Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Во ВМРО ДПМН сами се фатија со рацете во медот за спорниот тендер од 136 милиони евра за пречистителната станица во Скопје. Градоначалничката, која ВМРО ДПМН ја подржа и поранешниот шеф на кабинет на Христијан Мицковски, Златко Перински, со денови меѓусебно се обвинуваа за спорниот тендер, за влијанија, за рацете во медот, за пари. Додека пак Мицковски 10 дена молчи за неговата улога во овој тендер, вреден 136 милиони евра. Надлежните институции веќе постапуваат по допрен глас. Скандалот за тендер вреден 136 милиони евра мора до крај да се истражи и да се утврди улогата на Мицковски. Јавноста знае дека токму Мицковски ја промовираше Арсовска, токму тој ја пречека во Белиот дворец на денот пред изборите и токму тој во нејзино име преговараше за набавка на електрични автобуси. Мицковски, кој на изборите во 2020 година беше шпицен кандидат за премиер, денес е шпицен градоначалник кој се меша во работата на градоначалниците од ВМРО ДПМН. И сето тоа не заради граѓаните, туку за лични интереси и спас на фотелјата во ВМРО ДПМН. Криминални тендери, партизација, расипничко трошење на народните пари во време на криза, тоа ја одбележа првата година од мандатот на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Ниту во Скопје, ниту во било која скопска општина, раководена од ВМРО ДПМН, досега нема реализирано ниту еден крупен и важен проект за граѓаните. И не само што нема нови, туку прекинати се и веќе започнатите проекти од претходните градоначалници. Сето тоа е потврда дека во ВМРО ДПМН нема никаква промена, дека тоа е истата режимска криминогена партија која действува на штета на граѓаните. Јавноста тоа го гледа и соодветно ќе го цени. Ви благодарам и повелете со прашање.